Околу 50 барања за обештетување од неодамнешната поплава во неколку села во Чешиново Облешево се доставени до локалната самоуправа. Најголем дел од пријавените штети се за поплавени земјоделски површини, неожнеан ориз, подруми, бунарски системи. Од денеска Општинската комисија за проценка на штети излегува на терен, за да изврши увид, пошто извештајот ќе биде доставен до надлежните институции и министерства. Имаме формирана комисија за проценка на штети, која што се однесува пред се на тоа да напишат список на штети, кој што подоцна ќе биде доставен до соодветните институции, до министерствата, од каде што очекуваме дека ќе излезат со некоја проценка во однос на тоа колку би им се обештетило на луѓето кои што навистина имат зафатено од поплавите. Надојдената вода направи штета и на патната инфраструктура. Подкопани се темели на 2 помали моста за кои ќе се бара итна санација. Критично беше во Облешево, Спанчево, Чифлик и Чешиново, каде освен поплавени дворови, уништени се и големи количини на ориз. Ке ме не, а има доста ориз изоставено. Нарочно преку првата таа страна е, и да не речеме 40% сигурно неожнеа. И тоа е. Не, времето е такво. Дворот там имаме гуде. Кај гудето неле имаше вода. И двор беше боже езер. Земјоделците посочуваат дека покрај обилните врнежи од дожд, причина за поплавата се и неисчистените канали, затоа што ова не е прв пат нивните села да бидат поплавени.